до вас и до нашите гледачи. Ова утро, утринско јавување од Националниот совет за родова еднаквост, ќе разговараме за она што е секогаш актуелно, но посебно во месец март, месецот на жената. Со мене ова утро, се разбира и со нашите гледачи, се Савка Тодоровска и Сунеа Рамадани. Поздрав на двете. Поздрав до вас и до гледачите на македонската телевизија. Една единствена и прва. И јас ви благодарам што одвоивте време, двете, да бидете ова утро со нас. Меѓутоа, како што кажав, Савка, да почнеме со она што е актуелно. Овој месец, иако цела година работите за заштита на женските права, за родовата еднаквост, многу активности, но месецов беше некако со поголем интензитет. Што можеме да одвоиме? Најнапред имавме средба со господјата Елизабета Георгиевска, со жени активистки од целата држава, од невладиниот сектор и од бизнес секторот. Потоа имаше средба во парламентот за одбележување на 20 години од формирањето на клубот на жени пратенички, за кој што можеме да се пофалиме дека нашата организација преку Пактот за стабилност и Министерството за труд и социјална политика го воспоставивме, за да и ден денеска оттаму произлегуваат врвни жени политичарки кои што влијаат и на локално и на национално ниво со одредени одлуки и донесување на подзаконски или законски решенија. Потоа имавме средба со господинот амбасадор на ОПСЕ за донесување на нова измена во изборниот законник, каде што новите изборни листи треба да бидат 50:50, бидејќи нашата организација беше иницијатор за првите измени во законот за 30%. Па имаше средба со Обединетите нации на конференцијата за жените, исто така, каде што се зборуваше за актуелната дигитализација и работата на жените и вклучувањето нивно во сиот овој процес на модерно работење и време. Потоа имаше исто така со Обединетите нации за народот, односно попознато како УНФПА, за меѓусекторска соработка и што е тоа што се работи на проблемот на семејното насилство. Па имавме ние исклучително наша конкретна активност за обучувачки на како нов кадар во СОС линијата, а истовремено и оние постојните, за да се подсетиме што е тоа што треба да го направиме за живот без насилство. Еве сега да продолжиме, Савка, со Сумеа Рамадани. Сумеа, мислам дека она што ги интересира нашите гледачи, а и што е целта на СОС линијата, а и на женското движење, да се охрабрат сите жени што имаат проблем, да го пријават, а вие сте тука да ги упатите. Каква е состојбата? 24/7 работи СОС линијата, па за оние што сакаат, а немаат храброст, еве една препорака од вас. Да се доврсам со Савка, насилство рече, па треба да дефинираме што е тоа насилство. Насилство е секој вид загрозување, малтретирање, навредување на луѓето генерално, ама специфично кај жените, пошто голем број, скоро на сите видови на насилство, жртва е жената. Па ние тука како НСРР, како СОС линија за прва помош на жртвите на семејно насилство, тука сме во улогата на мост меѓу жртвите и компетентните институции. Од каде да детектираме дека насилството е насилство? Пошто има неколку видови на насилство, тоа што е физичко насилство може да се детектира од скоро секој,
Ама тоа што е психолошко или економско насилство, тоа е потешко да се детектира. Па како жените да детектираат дека се жртви на економско или психолошко насилство, ако се чувствуваат несигурни, ако се чувствуваат загрозени, да се јаваат на нашиот бесплатен број 141700, кој работи 24 часа во целата недела, па ние сме тука да им да ги упатиме на компетентните институции со правна помош, психолошка помош, имаме стручњак социјален работник и така натаму. И не случајно сте овде на телефонот образованието, што сте по професија, да кажеме, многу е важно за да ги охрабриме оние да се јават, бидејќи разговараат со компетентна личност од другата страна. Да, јас сум психотерапевт и работам како психотерапевт, ама тука и освен струката, не е случајно сите сме жени, пошто една жена најдобро може да се разбере само од страната на една жена. Исто како што и мајките ги доверуваат своите чеда само на други мајки, така и жените покомотно и повеќе можат да се охрабрат да им ја кажат нивната мака на една друга жена, која ќе ги разбере и стручно ќе ги упати кај компетентните, како што кажав, институции. И не само службено и приватно, ако видите, ако слушнете некој дека има проблем, може слободно да го упатите каде да се јави. Да. И на ромски јазик може да се упатат, и на албански јазик, и на македонски јазик, цело време за секого, и за својот дом, меѓутоа и за комшиите и за некој друг од семејството, ние сме тука да дадеме генерална и општа помош на сите. Јас ви благодарам на двете за учеството во утринската програма. Ете студио толку, мислам дека она што го слушна нашите гледачи ќе биде од корист. Ако помогнеме на еден човек, на една жена, навистина ќе ни се врати со дупло, ќе можеме заедно со неа да помагаме на трета и така оди системот. Студио поздрав уште еднаш.